Отворете ги очите. 2 Коринтијани, 5 глава, 7 стих вели, бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Според верата живееме, а не според гледањето, вели Словото. Како живееме според верата? Знаете ли? И како живееме според физичките очи? Правиме ли разлика? Што вели Словото? Ние како треба да живееме? Според она што го гледаме со физичките очи? Ако гледаме со физичките очи, ќе видиме дека овој свет е паднат свет, свет кој што се распаѓа и ништо не е многу добро. Тоа е нешто кое што те очајува и колку повеќе гледаш во светот, толку повеќе стануваш како светот и светските влијанија влијаат врз тебе. А Словото вели, бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Не според она што ние го гледаме, не според она што ние го перцепираме околу нас. Не живееме според тоа што ќе ни го пласираат медиумите, според она што во светот се случува, според она што луѓето го прават, според тоа дали некој ќе ти каже добар ден или не. Не живееш според тоа. Живееш според верата. Се однесува на нас, христијаните. Словото, кое што овде апостолот го кажува, е наменето за христијаните во Коринтската црква. И што вели? Бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. А вие што гледате? Гледаш неправди на работа, гледаш фрустрации, гледаш партиски ситуации, гледаш постојано нешто кое што те вади од мирот Божи, те фрустрира, те инфицира и започнуваш волево или не, сакаш или без да сакаш, те тера да почнеш да зборуваш негативно, да зборуваш зборови кои што се песимистички, зборови кои што се проклетство, било врз себе, било врз државата или врз фирмата или врз ситуацијата. Но ако повеќе гледаш според верата, нема толку да гледаш според физичките очи. Ако пораката е како ние живееме и сакаме да живееме, сакате ли да живеете? Кој сака да живее, треба повеќе да гледа според верата. Кој не сака да живее, ќе гледа според физичките очи, бидејќи секој ден ќе паѓа, ќе гледа еден свет што паѓа и самиот човек ќе паѓа. Тоа што го гледаш, те рони, те дроби. И затоа во црква се оди некога ти е весело и некога ти е тажно. Туку се оди секогаш, бидејќи во црквата се бистрат и се чистат очите на твоето духовно срце, за да можеш да учиш како постојано да гледаш со верата и како постојано да си во духовност, а не во физичка реалност. Еве анализирајте. Што гледавте вчера? Филм гледавте ли некој? Не. Видете вака, јас не сум тука да ве критикувам. Јас сум овдека само да ве соочам. Некој од вас го сваќате како критика или укор. Значи, јас само ве соочувам да согледате што не е добро. Затоа што ќе свртиш телевизија, ќе видиш од некои вести негативни работи. Ќе свртиш некој филм, ќе видиш безобразни работи. Ќе свртиш нешто трето и тоа е нешто кое што не е духовно. Веќе и филмовите за Исус па и не ги пуштаат ниту за празници. Меѓутоа, сакате ли да живеете, а да не умирате, тогаш според верата треба да живеете. Да гледате, разбирате ли? Како е тоа? Јасно ли ви е? Не ви е. Ама затоа сме тука. Да живееш според верата значи да не се ослонуваш на она што го гледаш со физичките очи. Повтори. Што е вера? Дали знае некој? Во Евреите, 11 глава, пишува во првиот стих, а потоа ќе го прочитам 6 и 7. Вели вака. Што е вера? Тоа е сигурност дека она на што се надеваме, на вистина и ќе се случи. Го разбравте ли?
Значи тоа е сигурност дека она на што се надеваме, на вистина и ќе се случи. Ти на што се надеваш, Весна, дека ќе добиеш отказ? Добро, прашам. Може би не сакајќи се надеваш на тоа, не сакаш, ама фактички го зборуваш и сакаш. Нели? Така е многу лесно. Убаво е да превземеш одговорност. Убаво е да превземеш одговорност и да внимаваш како ти живееш, како регистрираш се околу тебе што се одвива. Вели, вера е увереност во нешто што не си го видел. Ако ти го гледаш со физичките очи, тогаш тоа не е вера. Вера е нешто што ти не го гледаш, меѓутоа го знаеш дека ќе се случи. Вели, а без вера не е можно да му бидеме угодни на Бог. Секој што сака да дојде кај Бог, мора да верува дека тој постои и дека ги наградува оние што искрено го бараат. Амин. Како доаѓа таа вера? Тетка Верче, како доаѓа? Со слушање на Божјото Слово, така да не е тетка ти Верче, туку е верата, живата вера доаѓа со слушање на Божјото Слово. Затоа многу од вашите блиски пријатели, роднини, кои што тврдат дека веруваат во Бога, а не го читаат Светото писмо, ве лажат. Да знаете, ве лажат бидејќи нивната вера е базирана на легенди, народни обичаи, традиции и православен религиозен имидж. Иначе немаат појма од верата во Бога, бидејќи ако отсуствува Светото писмо како основа на верата, тогаш тоа не може да биде вера во Бога. Разбирате ли? Верата не доаѓа од легенди, додатоци, туку доаѓа од живото Слово. Така, од слушање на Божјото Слово. Вели, Ное имаше вера во Бог и затоа тој го предупреди за она што се уште не се беше случило. Значи, Ное зошто бил предупреден од Бога пред да се случи потопот, дечки? Што имаше он? Мускули? Што имал? Глас за пеење? Вера имал, така е. Значи, што доби Ное? Никој не го знае часот и времето, само Таткото Небесен го знае. А дали мислите дека Таткото Небесен нема да ги извести своите деца, синови и ќерки за моментот кога ќе се случи грабнувањето? Ќе ги извести, ама само своите ќе ги извести. Како што и Ное го извести, кој што имаше вера, а своите Божите деца. Какви луѓе се тоа? Луѓе на што? На вера или луѓе на сомнеш? Луѓе на вера. До тука сме добри. Ное, значи, тој со побожна почит изгради ковчег за да го спаси своето семејство. На тој начин светот беше осуден, а Ное поради својата вера беше оправдан во Божјите очи. Амин. Значи, преку таа вера човек се оправдува, во Словото вели праведникот ќе живее преку верата. Кој е тој праведник што ќе живее преку верата? Праведна ли си ти, Софија? Така е. Николче, ти дали си праведен? Сега слушна од Софија. Оправдан, направен си праведен. Ти немаш своја праведност, никој од нас нема своја праведност. Исус е совршениот и праведниот и преку Него ние ја примивме Неговата праведност која ни е Бог дарум, подарена од Бога. Дали разбирате? Затоа оние кои што веруваат во Христос се оправдани, осветени, посинети, спасени и Божи деца. Тие кои што го немаат Синот, не го познаваат ниту Таткото Небесен. Амин. Значи, што е важно да акцентираме? Дека ние, кои што сме оправдани, кои што сме во Христос, сме праведните што по вера ќе живеат. А овдека на почетокот прочитавме, според верата живееме. Разбирате ли? Значи, праведникот преку вера ќе живее, а овде вели според верата живееме, не според гледањето на нашите физички очи.
Колку е ова многу важно да го осознаеме правилно, за да сватиме кој сме и каде сме. Бидејќи многу пати христијаните се однесуваат како да се слепи. Не се. Завесите и пердињата на заслепеноста се тргнати. Сите бевме духовно слепци, бидејќи бевме духовно мртви. Но кога го примивме Христос, оживеавме и станавме новородени. Нашиот дух е оживеан. И ние прогледавме и сме деца на светлината, деца на денот. И не талкаме во темнина и не се сопнуваме, бидејќи Исус е наша светлина. И неговиот дух не води по Божите патеки. Амин, кој ќе каже? И кога веќе ова го осознаваме, каде ова не носи? Не носи до тоа да видиме дали ние ќе бидеме христијани, кои што во часкум гледаме со физички очи, часкум со духовни очи и цело време ќе се бориме со себе и ќе играме топло-ладно, или пак ќе бидеме христијани кои што победуваат со вера во Христос, бидејќи кој е оној што го победува светот, ако не е оној што верува дека Исус Христос е така, Божи син и Господ, така е. Адам беше првиот човек, знаете, кој што беше создаден, но и првиот кој што гледаше духовно без рестрикции, зашто немаше грев. Тој немаше грев. Подоцна сгрешија со Ева и отпадна. Што се случи? Направија грев, непријателот ги излажа сатаната и од тој момент нивниот поглед стана поинаков, согледаа дека се голи, па се засрамија. Фактички нивниот поглед се спушти и стана од духовен, стана физички, бидејќи духовно умреа. Соодветно, ѓаволот или сатаната го заслепи Адам, но тоа слепило се пренесе и на целото човештво, односно сите тие наследници кои што следуваат после него. Во Евангелие по Јован 12 глава 40 стих Исус вели: Бог им ги ослепе очите и им го закорави умот на овие луѓе, за да не гледаат со очите и да не разберат со умот, да се обратат и јас да ги излекувам. Така да Бог им ги ослепил очите и им го закоравил умот на овие луѓе кои што станале во гревот, разбирате ли? И не можат да ја прифатат вистината, ниту затоа не можат ни да се обратат кон Бога. Сега кога Господ Исус Христос дојде, што направи? Тој дојде да ја тргне заслепеноста и да го тргне темнината, бидејќи тој е светлина. Светлината свети и темнината не ја опфати. Но сепак, тоа што е важно да сватиме е дека дарот за гледање не беше целосно возобновен. Отворени ни се очите духовни, но не се активира, односно не се действува многу во тој дар. Од страна на Бога ова е овозможено веќе, осигурено е. Но, она што е важно, треба да разбереме дека верниците кои што го сочинуваат Христовото тело или црквата, треба да изразат копнеш самите тие, да изразат вера, за да му пристапат на Бога со таква една увереност, да Господ им ги отвори очите, па да согледаат што е Божјата волја за црквата, за нивниот живот, за целото човештво и така натаму. Затоа е потребно секој верник индивидуално да пристапи со тој избор, како што секој индивидуално прави избор да го прими Исус Христос за свој Господ и Спасител. Така ли е? Значи, потребно е секој од вас да ја впрегне својата волја, да му верува на Бога и да копне да биде употребен за да се исполни Божјата волја на овој свет преку нас. Амин? Сега, Бог нас не создаде по чиј образ? По Негов образ. И тој гледаше со вера, и тој кога кажа да биде светлина и бидна светлина, што направи? Го повика во екзистенција, во постоење, она кое што до тогаш го немаше во постоење. И тоа во Словото го пишува. И си откриете во 2 Коринтијани. Сега, како негови чеда,
преку Христос, ние нели сме духовни луѓе. И треба да се движиме во духовна димензија во која што комуницираме со Бога преку нашиот дух. Значи Бог е дух. И ние со нашиот новороден дух општиме со Бога дух со дух. Разбирате ли? Не е преку икони, не преку попови, туку дух со дух. Нашиот дух, значи мојот дух, комуницира со Бога, бидејќи Бог е дух. Значи мојот дух со Божиот дух. Ова е многу важно да го разберете. Сега во оваа духовна димензија за која што зборувам, во која што се среќаваат мојот дух со Божиот дух, како се действува во таа димензија? Се действува со духовно гледање, односно преку духовните очи. За овие духовни очи апостолот Павле зборува дека се очите на нашето срце. И јас сега не правам семинар и затоа е темелна и слоевита информацијата, но сите овие детали вие ќе си ги забележите како стихови што ви ги кажувам и можете сами да се потрудите да си ги најдете во Библијата и во една тетрадка ви советувам нова да си отворите со оваа тема, пророчка црква, да започнете да си ги запишувате овие стихови, затоа и не ви ги кажувам сите за сами да ги истражите. Тоа ќе биде услов за да одите на наредна лекција, наредна обука, би рекол. Дали ме разбирате? Не можете да одите ако немате во слово време за словото. Ќе ви го објаснам тоа технички како ќе го изведеме. Значи, во оваа духовна димензија рековме дека се действува со што? Со духовно гледање, така преку што? Преку духовните очи. Очи ли се очи? Покрај физичките имаме и духовни. Кај се наоѓаат тие? Кое е срце? Тоа ти е физичко срце. Овде ли е окото? Тука ли се очите на... Од кај знаете дека не? Овде ли се очите? Овде ли се? Како можеме да кажеме локацијски каде се кога станува збор за дух? Значи не влегувате во такви состојби. Само разбирајте. Впивајте, запишувајте си, ќе медитирате на овие теми. Гледање со духовни очи е карактеристика за пророците. Сега слушате вам. Имаме некоја подлабока информација. Но кога ќе зборувам за ова, треба да направите дистинкција, односно разлика од нашиот македонски јазик. Станува збор за терминот гледач или јасновидец. Во Библијата тоа ќе го сретнете во Стариот Завет. Но кога се мисли за гледач и јасновидец, се мисли за човек кој што е во пророчка служба и му служи на Бога. Додека во македонски услови во 2023 година, кога ќе спомнеме гледач, ние знаеме дека се однесува за бајачи, врачари и луѓе кои што се вештери, екстрасенси, кои што се занимаваат со толкување на соништа, гледање на иднина и слично, но изворот не е Бога. Туку се некакви сили. Ги кажуваат некои дека светците ги мачат, дека се светци. Тоа се мртви луѓе. Разбирате ли, телата им се во земја, а кога починале, нели, душата директно им оди кај Христос. Бидејќи се спасени, му верувале и му служеле. А луѓето ги повикуваат како сега да ја викаш баба ти да ти помогне да ја пренесе молитвата до Исус. Разбирате ли, дедоти? И тоа идолопоклонство и тоа во Библијата не е одобрено. Туку треба да се има директна комуникација со Бога, посредникот е само Христос, нема ниту еден друг. Тоа го пише во Свето писмо, кој читал, знае. Кој не, ова ќе му биде шок. Али тука веќе се премерува кој е во овој чекор во духовна димензија, кој не. Сега, гледачите, кога ќе зборувам за гледање во духовна димензија и гледачи, се мисли, или јасновидец, се мисли на човек кој што е повикан во пророчка служба и кој што е со основата во Бога. Библиска основа, окей? Гледачите се пророци кои што имаат откровенија,
од духовната димензија, односно кои што ги примаат и информации од Бога. Не сите пророци се гледачи. Но сите пак гледачи се пророци. Кога ќе го прослушувате видеото, ова ќе ви одзвонува и ќе ви стане тогаш јасно. Да си гледач со духовните очи фактички е вид на пророк. И целта на темата пророчка црква е да бидете обучени за да гледате во духовната димензија. Да можете да гледате ангели или други појави, да можете да бидете употребени од Бога, да кажете што се случило во минатото на човекот, да знаете Бог да ви открие што ќе се случи во неговата блиска иднина и слично, бидејќи тоа Бог го сака за својата црква. Дали разбирате? И затоа е важно да восприемате правилно, степ бај степ, чекор по чекор. Пророците и гледачите се две струења на пророчко помазание, но се специализирани во различни аспекти на помазание. Гледачите многу често имаат визии, виденија, соништа и гледаат ангели, демони, гледаат зборови или стихови, може и бројки на челата на луѓето, додека се движат по улица. Некогаш можат да видат светлина и бои или образи, различни форми. Гледачите можат и да го видат Исус, можат да видат и како е во рајот или пеколот. Затоа ќе зборувам за неколку еврејски зборови, може да си ги запишете, кои што треба да ги разгледате. Првиот збор е наби. Наби значи, од еврејски, вдахновена дарба на пророкување, кое што се изразува како извирање на фонтана. Ти доаѓа напливот и одеднаш имаш возбуден процес и во моментот и излева низ тебе го кажуваш. И тоа не е без контрола, меѓутоа има еден возбуден процес. Имаш увереност дека е од Бога, имаш и мир, ама си и радосен и возбуден и како трема, ама во исто време едвај чекаш да го кажеш. Дали ви го доловив? Мислам дека повеќето сте го искусиле кога сме се молели со толкување, кога сме барале пророчко слово. Вториот збор е раах. Раах. Од еврејски, а иначе значи да видам, восприемам, наблюдувам, да знам. Или буквално гледач и визија. Третиот збор е, пишете си, чозех. Да, што значи гледач кој прима комуникација, кој има комуникација со Бог преку порака што е визуелна. Иначе буквален превод е да се гледа или да се пророкува. Што е тоа гледач? Зборот гледач опишува специфичен тип на пророк кој што добива специфичен вид на пророчко откровение. Кога зборуваме за пророчко откровение, пророкот по принцип најчесто е вдахновен слушател кој откако слушнал нешто од Бога како информација, потоа го изустува тоа гласно, односно ја предава информацијата вербално. Тоа е пророчко действување. Додека гледачот се занимава повеќе во визуелната област. Значи, пророкот повеќе слуша и говори во моментот, додека оној што е гледач може и да не го каже тоа што го видел, но го видел како сцена, како видеоклипче, како едно фото, како скриншот, како сакате. Наби се фокусира на активното дело на пророкот во изговарање на тоа што го слушнал од Бог. Раах и чозех се фокусираат врз преживувањето преку кој пророкот гледа или фактички го восприема посланието. Тоа е разликата помеѓу тие три форми. Наби, раах и чозех. Значи, наби е во моментот како го прима словото или она што го слуша,
го изнесува, го изговара, додека Раах и Чозех се фокусираат врз преживувањето преку кое пророкот гледа или го восприема она кое што го прима како послание. Треба да знаете дека во Стариот Завет гледачите беа ангажирани во дворците на царевите како царски свештеници. Ово ви го кажувам за да имате добра основа, за да не ве малтретира ѓаволот со сомненија, затоа што ќе практикуваме гледање и пророчко действување. И за да не ве малтретира со сомнителни мисли, треба да имате добра база. И она што е важно да сватите е дека сето ова постоело, значи како акција, како действување, и сакам да ви го објаснам накратко. Значи тие гледачи беа ангажирани во дворците на царевите, Асаф и Гат беа гледачи во дворецот на царот Давид. Во второ летописи 29 глава 30 стих вели: тогаш царот и кнезовите им заповедаа на левитите да го фалат Господа со зборовите на Давида и на гледачот Асаф. Тие почнаа да фалат со најголема веселба, паднувајќи ничкум се поклонија. На други места го пишува јасновидецот Асаф. Тие се Божји слуги. Како терминологија овде не сме користеле многу често заради општото разбирање во Македонија за оваа служба. И многу пати кога ќе собратат луѓето, дојдов да ми гледаш, во моментот ми е крева косата нагоре. Зошто? Затоа што луѓето тоа го перцепираат како на бајачка да дошле, разбирате? И стално викам, не сум јас гледач. И се кајам за тоа, затоа што на некој начин изустувам, правам блокада во однос на тоа. Де факто, Господ ми зборува од самиот старт на новото раѓање, преку визии, преку слики, но самата пресија или притисокот како луѓето те доживуваат, правиш да се браниш и на некој начин не си свесен дека со тоа можеш и да си направиш проблем. Некогаш сум ви кажувал на овие семинари кои што ги практикував, пред да бидам спасен, ова сакам да ви го објаснам, ќе зборуваме на овие теми како серијал, и ќе ви објаснам дека оние кои што се повикани од Бога, како што има пророци во Стариот Завет, уште во мајчината утроба те оформив, те повикав да служиш, Бог ги повикува оние кои што се во пророчка служба уште кога се мали. И во текот на раното детство им прави скандали ѓаволот, се со цел да ги одврати од Божиот повик да му служат на Бога со гледање или со пророкување. Мојот живот беше таков и ова го има доста во некои книги пророчки, кои што во Македонија не може да се најдат, но се од озбилни служители. И кога сум ги читал порано, ми биле вау, ми биле рема, ми биле потврда, ми биле охрабрување, затоа што цел живот се доживував како гледач или екстрасенс. Јас работев во таа област, пред да бидам спасен, но основата не ми беше Библијата и не ми беше конкретно Господ Исус Христос. Но сепак имаше моменти кога, ќе можам тоа да го кажам, кога бев ангажиран од некои служби за пронаоѓање на изгубени лица или за дроги, канал на дроги да се пронајде, да се сотре продажбата и трговијата и така натаму. Доаѓаа луѓе за злато да им откривам во дворот и слично, и различни други луѓе кои што збор не кажува, јас веќе знаев. И тоа направи да луѓето имаат таков печаток фактички, дека ги знам работите и слично. Кога осознав на кој колосек сум и дека сум без Исус ништо, имав одвратност од сето тоа што го правев и децидно и радикално го прекинав тој проток и реков крај, више не, никогаш. Но после извесен период кога Господ ме спаси, кога ми даде основа и се, ме доизгради и ме поттикна да действувам одново во оваа служба, но на нов начин, на начин со кој што јас ќе можам да пливам безбедно, за да не направам штета на Христовото тело, бидејќи ако си гледач по македонски или балкански, сватено, не можеш ти да покажеш дека библиска ти е основата, бидејќи уопште нема основа за дарбите на Светиот Дух. А камоли да продреме подлабоко во пророчката служба, која што има два потока, едното е гледачко,
служење, другото е пророчко вербално изразување. И сето тоа кое што го поминував како еден процес, ми помогна да правам баланс, да знам кога и како, што да кажам, да знам пред време дали нешто е добро или не. Истото можете и вие да го имате. Во кој степен ќе го примате и ќе имате отвореноста за Бог да ви зборува, не зависи од Бога и не зависи од вашите вежби. Зависи од вашата вера и од вашата жет колку сакате Бог да ви употреби. Пред скоро време имаше една особа која што ме праша ќе одам на испитувања дали нешто ќе ми биде, дали е се окей. И не и кажав дека е само окей, онака да ја утешам, знаев дека е добро се и дека само ќе биде потврдено дека е одлична. Тоа знаење не доаѓа од си нагаѓам позитивно очекување, туку го имаш како печат и не можам да ви го објаснам доволно со зборови, туку би требало да го искусите за да можеме да разговараме на темата. А можете. И ќе ви објаснам, денеска е за тоа сме тука, за да можете да прогледате и да действувате. Значи, откривме дека кај Давид царот имало гледач Асав, кој што бил во таа служба, но каква служба е тоа? Тогаш царот и кнезовите им заповедаа на левитите, кои се левитите? Они што служеа во храмот, што им заповеда? Да го фалат Господа, значи да го слават со зборовите на Давида и на гледачот Асав. Тие почнаа да фалат со најголема веселба, паднувајќи ничком се поклонија. Значи поврзано е тоа служење пророчкото со веселбата на Господа, односно славењето на Бога. Исто така запишете си Прво летописи, 21 глава. Прво летописи, 21 глава, 8 до 10 стих. Давид му рече на Бога: многу сгрешив зашто го направив тоа, но прости му ја вината на својот слуга зашто работев мошне безумно. Господ му рече на Давидовиот гледач Гад, така се вика Гад: оди кажи му на Давида, Господ вели вака, 3 работи ставам пред тебе, избери си едно од тоа за да ти сотрам, за да ти сторам. Ова е кога се однесува за казната која што Давид требаше да ја прими заради она што го изврши како грев. Меѓутоа, Господ зборуваше преку гледачот Гад. Читаме 2 Самуилова, 7 глава, од 1 до 5 стих. Кога Давид се настани во својот дом и кога Господ му даде мир од сите негови непријатели наоколу, царот му рече на пророкот Натан: погледај, еве јас живеам во дом од кедровина, а Божиот ковчег стои под шатор. А Натан му одговори на царот: оди и прави се што ти е на срце, зашто Господ е со тебе. Но во истата ноќ на Натана му дојде ова Господово слово: оди и речи му на мојот слуга Давид, Господ зборува вака: зар ти ќе ми изградиш куќа за да престојувам во неа? Така да Давид имал блиска релација со Бога, но сепак Господ зборуваше преку пророкот Натан, така? Значи Асав беше гледач, исто така и Гад беше гледач, а Натан беше пророк. Во еден стих, сега ќе ви прочитам, се среќаваат сите 3 збора кои што ги учиме. Еве вака, читам од Прво летописи, 29 глава, 29 и 30 стих. Делата на царот Давид, од првото до последното, опишани се во записите на гледачот Самуил, во записот на пророкот Натан и во записот на гледачот Гад, со сето негово царување, со неговите јунаштва и со настаните што поминаа преку него и преку Израел и преку сите други земни царства. Кога пишува во стихот гледачот Самуил, употребен е зборот Раах, кој што сега го учевте. Кога читаме за пророкот Натан, употребен од еврејски е зборот Наби. Сега веќе правите една убава разлика, нели? И кога се објаснува дека записот го има кај гледачот Гад, тука е употребен зборот Чозех. Пророците Наби и гледачите Раах и Чозех
се легитимни манифестации на Божиот пророчки поток или пророчко помазание. Сите општо ги сваќаме како пророкување или пророчко служење, но има внатре разлики. Разбирате? Исто така, кога ќе ги разгледате дарбите на Светиот Дух од Коринтијани писмото, ќе видите дека во тие дарби има нешто во множина, како што е пишано дарби за исцелувања, кои што се во множина. И ако ги разработим, има различни исцелувања. Преку слово, преку прокламации, едно, друго, трето, има различен тип. Или да речеме дарби на чуда. И таму во тие чуда спаѓаат повеќе нешта. Така и кога се работи за пророкување, треба да знаете зошто ви го објаснувам сето ова, бидејќи наредниот пат ќе зборуваме за форми и облици на визии. И затоа е важно основата да ја имате, да правите разлика. Раах, наби и чозех, што се како термини кои што даваат јасна слика за форма и облик на изразување на оваа служба. Сега спомнав за Адам. Адам можеше да гледа во духот, но непријателот работи и денес спасените луѓе прави да бидат заслепени, па соодветно овој дар да биде на некој начин згаснат или сокриен. Црквата да не го користи. Разбирате ли? Тоа му е желбата на ѓаволот. Затоа што кога се верниците заслепени, лесно може да бидат заблудени и однесени. Разбирате ли? Знаењето не е тоа кое што вас ви отвара очи. Бог е тој што ви отвара очи да видите. Но потребно е со вера да му се пристапи. Не со високо умие, многу знам, многу сум побожен, многу постам, многу Библија читам. Читај го, име го тоа како основа. Име си ти еден духовен ред, но тоа не те прави квалификуван да Бог ти ги отвори очите. Бог по Негова милост преку Исус ни ги отвори на сите нас очите. Не оти заслуживме. Затоа е многу важно да сватите, духот на Дилајла. Тој дух работи за да ги заслепува очите на гледачите, односно верниците кои што го имаат ова. И како ги заслепува? Преку искушенија. Им ги наросува духовните очи со песок, така речи, или прашина, кое што де факто е телесност или светска информација, и на тој начин им ги закадува очите, им го искривува видното духовно поле. Тоа го прави и духот на религија, сака да ги држи верниците гледачи во темна пештера на отфрленост. И затоа многу промотори на религијата, пастори, епископи и различни други проповедници, кои што не се во соработка со Светиот Дух, ја користат религијата и законот Мојсеев за да маваат со вина, да ги држат луѓето во една скованост и на тој начин, ако некој почне да действува духовно, да речеме воден од Светиот Дух, се мава со дрва и со камења. Разбирате ли? И тоа го прават своите на своите. Со изговор дека наводно му служат на Бога. И тоа е многу жално, но во позадина не се луѓето, туку е духот на религија. А јас ова многу добро го знам. Сега вака, слушайте внимателно. Пророкот може да зборува за иднината. Капиш? Но гледачот гледа што е тоа кое луѓето треба да го пуштат од своето минато, за да можат да го примат она што Бог им го дава денес. Разбирате ли? И да го прифатат она што Бог им го дава за утре. Еве ви е разликата. Значи, тоа е пророк и едниот и другиот, меѓутоа едниот повеќе аудиторно активен, значи во слухово ја прима информацијата и вербално ја предава, додека другиот визуелно ја прима информацијата од Бога и после може да ја презентира, да ја изнесе или пак не. Меѓутоа, пророкот повеќе фокусиран на она што би било, додека гледачот е тој кој што Бог му покажува каква состојба преживеал човекот
што го држи во скованост, било тоа да е некоја траума емоционална, психичка, физичка, кој што треба да го тргне од себе си, за да може да го прими она што Бог го подготвува, му го дава сега, му го објавува, за да има да дочека утрешен ден со тој Божи благослов. Затоа, за да правиме подобра разлика, јас сакам да ви кажам дека малку повеќе ќе зборувам овој период за гледачкиот пророк, за да правите разлика. Другиот ќе го викаме аудиторен, или како да го по-блиску да ви го доближам, додека овој ќе биде гледачки, пошто за да правите разлика, нели? Бидејќи сепак ќе треба да си ги запишете овие, малку студиозно да пристапите кон овие информации. Ова не значи да чепкате на интернет, бидејќи има коктейл, микс, различни состојби, особено со New Age посадина, и е многу клизав терен, на кој што многу луѓе од желба за пророкување се лизнале и многу лошо поминале и завршиле. А ги има доста. Ги има доста. Значи, гледачкиот пророк може да влезе во умот на човекот и да види од каде доаѓа болката која што му го контролира животот на човекот. Гледачите можат да помогнат на луѓето да простат полесно ако не простиле и да го повикаат Бога во оние области кои што биле покриени со темнина во животот на тој човек кој што служат. Дали сваќате? Пример, да речеме, сега доаѓаш кај мене и во нашата работа, во нашата служба, фактички те повикувам на прошка, да можеш да простиш, ти објаснам зошто, ако тоа е проблем, де? И што се случува, ако Бог не е присутен, не си дозволила Бог да е присутен, да речеме, во одредена област, да речеме, во брак, или во финанси, или во различни други, кај што има проблем, блокада, или темнина, фактички тука е гледачот кој што треба да може да действува за да Божјото присуство го овозможи да изгрее во тие области каде што било темно. Гледачкиот пророк може да ги почувствува сатанските упоришта на населбата, селото или градот. Например, ако влезе верник кој што е во овој повик, како гледач, ако влезе во одредена област и започне да чувствува наеднаш депресивна состојба, веројатно таму владее таков демон и него ќе му биде откриено кој демон е. Или ако влезе во место каде што е инспириран и постојано е под наплив да креира, да прави нешто, тогаш областа е посетено од Божји пратеници или ангели. Може тој да ги открие. Многу пати кога тече пророчко помазание низ некого во оваа форма или во друга, во присуството на тој служител, луѓето сакаат да работат нешто. Дај да помогнам. Дај да фатам, ја нешто да направам, уште нешто да направам. И зошто кога сум до тебе, пасторе, ме инспирира тоа да го правам? Викам, не сум ти ја инспирација, Господ ти е. Ама тоа е помазанието кое што работи низ луѓето. Сакам да ви го објаснам, не е целта јас сега да се рекламирам или издигнувам, но има неколку од вас кои што ги познавам и се во ова активни, но не можам да ги потенцирам за да не испадне некој повеќе да истакнат од друг. Сега е време прозорците повторно да ги отворим, има влага, за да можам да продолжам. А ако ви е многу, можеме и да прекинеме. Дали сакате повеќе? Сигурни сте? Тогаш да отвориме, вие облечете си палта, меѓутоа влагата не се трпи. Значи, ако влезеш во одредена зграда, еве, оваа зграда да речеме, и започнеш да чувствуваш одредена состојба како психоемоционален товар, нешто психички, нешто емоции ти се мешаат и слично, како гледачки пророк ќе можеш да согледаш за какво влијание станува збор, односно кој тип на демон е, ако е тоа товар. Ако е, да речеме, леснотија,
Каква е, од кај доаѓа таа леснотија? Ако се почувствуваш, како што реков, полетно или пробивно, исто така можеш визуелно да детектираш за ситуацијата. Пример, да речеме, кога сум бил во Малта, сум имал притисок од самиот аеродром, кога сум стапнал, притисок кој што не е од влага и атмосферски притисок, меѓутоа еден притисок кој што постојано тера да се размислува на телесно задоволство, на пари. И нема се движам и однемо пари. Колку имам пари во ташната, колку имам пари во новчан. Викам, какви се овие мисли, од кај доаѓаат овие идеи, пари, новчаникот, зошто доаѓа ова повторно и повторно? И тогаш веќе ги почнуваш, бараш од Господ и Господ само ти покажува и ги гледаш работите како се. И затоа, за да се оди во било која земја, убаво е да се отиде со благослов од Бога, затоа што кога благословот е кажан од пасторите врз тебе, тоа те покрива како една мантија врз тебе и одиш и не си толку под влијание. Но се тргнеш ли од мантијата, почнува и те како да удираат тие влијанија како стрели, кои што ги напаѓаат верниците и пробиваат. И ако нема чистота, и ако се свртат против коренот, односно против, да речеме, црквата или лидерите, после тоа не може да обстанат духовно, не може да обстанат. Без разлика дали се 50 души, дали се 20 души, исто тоа е. Меѓутоа, јас во Малта сум го почувствувал тоа. Се е за пари. Се. Салфетката е една да земеш е за пари. Во сендвичара. Еве да речеме кога сум бил во Шведска. И покрај тоа што е се дигитализирано и се има пари, немаше дух на мамон, туку дух на контрола. Разбирате, контрола. И различни други места. Пример, речеме во Бугарија, многу полесно, кога одам, немам толку борби да действувам во пророчка и исцелителна служба. Во Македонија можам исцелителна служба, ама пророчка како да има многу голема бариера. И Бог ми го дава тоа на еден друг начин да го извршувам како служба. Ќе продолжиме со овие информации тековно, само сакав да ви доловам една состојба, бидејќи видите, темата е многу слоевита и длабока, и некој од вас ќе помисла дека е премногу длабока и дека не сте созреани за да ја слушате, но јас ја имав како поттик од Светиот Дух уште минатата недела, но заради други причини не се реализираше богослужбата. Го имав поттикот, но ја немав напишано. Разбирате, ја имав цело време овде стоеше како файл, за сабајле веќе да дојде во една лесна форма да може едноставно да се пренесе. Значи, пророштвото вклучува сфера на слушање и сфера на гледање. Повторете. Дали ова си го измисли пастор Константин од New Age, нешто си вади, или од Библијата е, а? Да, го пишува во Изреки 20 глава 12 стих. И увото што слуша и окото што гледа, Господ ги направи двете. Амин. Да можеш да пророкуваш не значи дека си пророк, да гледаш одредени нешта во духот не те прави гледач. Но дарот на пророкување кој што Господ го дава е за поука, опомена, утеха и целта на сето она што Бог го дава е да има изградба на црквата. Во Ефесјаните 4 глава 11 до 13 стих вели: Христос надарил некои луѓе да бидат апостоли, други да бидат пророци, некои да бидат евангелизатори, а други духовни пастири и учители. Тие треба да ги обучат Божите луѓе за извршување на неговото дело, изградба на црквата, духовното Христово тело, се додека сите заедно не постигнеме единство во верата, значи се да постигнеме единство во верата и во познавањето на Божиот Син, со што ќе станеме целосно зрели според возвишените стандарди што ги постави Христос. Амин. Значи, целта на сето тоа е, ако Господ ми го дава како повик, целта е за да биде изградувана црквата, кое што дава објаснување духовно Христово тело, не физичка црква, тули, цигли, цименто. Разбирате? Океј.
Дали сте спремни за подлабоко? Океј, одиме со Броеви 22. Ке ви ја прочитам јас главата. Само да видам кој превод да ви го употребам. Можете да затворите веќе. Почнувам да читам. Дали сте спремни? Би сакал не да запишувате, да слушате. Читам за народот на Израел во рамнините по Моавски. Тогаш синовите израелски тргнаа и се настанија во западниот дел на Моав, од другата страна на Јордан спроти Ерихон. Вие кои што сте биле во Израел може да имате представа, вие кои што не сте, ви препорачувам да бидете. Еве како ние сега што ќе одиме на тие места. И Валак, синот Ципоров, виде се што им беше направил Израел на амореиците. И моавците многу се уплашија од тој народ, бидејќи беше многуброен, затоа тие многу се уплашија од синовите на Израел. Тогаш моавците им рекоа на мидјанските старешини: овој народ сега истребува се околу нас, како што воловите ја изедуваат полската трева. А Валак, синот Ципоров, беше моавски цар во тоа време. Тој испрати пратеници кај Валаам, синот Беоров, во Петор, што е крај реката во земјата на неговите предци, да го повикаат и да му кажат: ете, народот што дојде од Египет го покри лицето земно и сега се смести близу до мене. Затоа дојди и проколни го тој народ, бидејќи се посилни од мене. Тогаш можеби ќе бидам во состојба да ги поразам и да ги изгонам од земјата моја, бидејќи знам дека кого ќе го благословиш ти, тој е благословен, и кого ќе го проколнеш, тој е проколнат. И отидоа моавските старешини и старешините мидјански со подароци во рацете за врачувањето и дојдоа при Валаам и му ги соопштија Валаковите зборови. И тој им рече: преспите ноќеска овде и јас ќе ви одговорам што да правите, онака како што ќе ми рече Господ. И моавските старешини останаа кај Валаам. И дојде Бог кај Валаам и му рече: кои се оние луѓе кај тебе? Валаам му одговори на Бога: моавскиот цар Валак, синот Ципоров, ги испратил кај мене да кажат: ете, народот што дојде од Египет го покри земното лице, дојди па проколни го, тогаш можеби ќе можам да го поразам и да го изгонам. И му рече Бог на Валаам: не оди со нив, не проколнувај го тој народ, бидејќи е благословен. И утрината стана Валаам и им рече на кнезовите Валакови: вратете се во својата земја, зашто Бог не ми дозволува да одам со вас. Тогаш моавските кнезови станаа и се вратија при Валак и му рекоа: Валаам не сакаше да дојде со нас. И Валак пак испрати кнезови повеќе и со поголема чест од првите. И тие дојдоа кај Валаам и му рекоа: вака вели Валак, синот Ципоров: те молам, не откажувај да дојдеш кај мене. Ќе ти укажам големи почести, ќе направам се што ќе ми кажеш. Па дојди и проколни го тој народ. Валаам одговори и им кажа на слугите Валакови: да ми ја дадеше Валак и куќата своја полна со злато и сребро, не можам да ја прекршам заповедта на Господ Бог и да извршам нешто мало или големо, но сепак останете и вие тука оваа ноќ и јас ќе разберам што уште ќе ми каже Господ. И дојде ноќта Бог кај Валаам и му рече: ако овие луѓе дошле да те видат, стани, оди со нив, но прави го само она што ќе ти го речам јас. Утрината Валаам стана, ја оседла магарицата своја и тргна со моавските кнезови. И пламна јароста Божја, затоа што тргна тој и застана ангел Господов на патот, за да му попречи. Тој јаваше на магарицата своја, а со него и двајца слуги негови. И магарицата го виде ангелот Господов, застанат на патот со извлечен меч во раката. Па скршна од патот и тргна по полето. А Валаам почна да ја удира магарицата за да се врати по патот.
И застана ангелот Господов на еден тесен пат меѓу лозјата, оградени од едната и од другата страна. Магарицата, кога го виде ангелот Господов, се прилепи кон оградата и ја притисна ногата на Валаам. И тој пак почна да ја тепа. Но ангелот Господов пак се тргна и застана на тесно место, каде што немаше каде да се скршне ниту надесно, ниту налево. Магарицата, кога го виде ангелот Господов, легна под Валаам. И се разгневи Валаам и пак почна да ја тепа магарицата со стапот. Тогаш ја одврза Бог устата на магарицата. И таа му рече на Валаам: што ти направив та ме тепаш еве веќе трет пат? Валаам ми рече на магарицата: затоа што се подигра со мене да има во раката меч, сега ќе те прободев. А магарицата му рече на Валаам: нели сум јас твојата магарица која ти ја јаваш од младоста твоја до денес? Сум ти правила ли вака досега? Тој одговори: не. И му ги отвори Господ очите на Валаам. И тој го виде ангелот Господов застанат на патот со извлечен меч во раката, се поклони и падна ничкум. И му рече ангелот Господов: зошто ја тепаш магарицата еве веќе 3 пати? И јас излегов да ти го попречам патот, зашто патот твој не ми е по волја. И магарицата, кога ќе ме видеше, скрашнуваше од мене еве веќе 3 пати. Ако не скрашнуваше од мене, ќе те убиев, а неа ќе оставев жива. И му рече Валаам на ангелот Господов: сгрешив, бидејќи не знаев дека ти стоиш на патот пред мене, и сега ако тоа ти е неугодно, јас ќе се вратам. И му рече ангелот Божи на Валаам: оди со овие луѓе, само зборувај го она што јас ќе ти го кажувам. И отиде Валаам со Балаковите кнезови. До тука е доволно, бидејќи станува збор за магарицата. Иако пророк ја јаваше магарицата, сепак пророкот не виде ништо. Не го виде ангелот Господов. Зошто? Затоа што пророкот сепак одеше против волјата на Бога, односно одеше во посета на Валак. А магарицата виде во духовна димензија нешто што пророкот го испушти. Така ли е? И моето прашање е, ако магарицата можеше да види ангел, тогаш вие не можете ли да видите? Ако Бог можеше магарицата да ја употреби да види ангел, тогаш зошто не вас? Со ова сите изговори дека не можете духовно да гледате, паѓаат. Во прашање е само вашата вера и волја. Дали сакаш и дали веруваш дека може Бог да ти покаже откровение да видиш? Дали се разбираме? Ако човек никогаш не пророкува, сепак може да гледа, да види, а потоа кога ќе види може да пророкува. Во овој случај зошто ви го кажувам ова? Бидејќи најпрво Бог и ги отвори очите на магарицата. Значи прво гледаше, не зборуваш. Прво го виде ангелот Господов, па одеше ваму, па одеше ваму. Разбирате? Е така. Потоа, откако ги отвори очите да гледа, што се случи? Ја отвори ете така, устата. И што се случи? Таа му зборуваше на пророкот. И мислите дека ова е бајка? Не, ова е вистина. И Бог може ова да го направи. И затоа е многу важно да верувате со целосно срце. Така и во царството на Бога. Тој прво ги отвара очите на срцето и ни дава увереност, уверување. Потоа ни ја отвара устата да го исповедаме нашето спасение, како што е пишано во Римјани 9:10. Нели? Ако со срцето поверуваш, и со устата исповедаш, така? Пардон. Многу луѓе гледаат страшни слики, кои ќе ги затворат очите или пак додека се шетаат. Им поминуваат различни сценарии. Некогаш тоа е мајка која што се грижи за своите деца што ги пушта на екскурсија. Има филмови, хорор, Хичкок, различни филмови од таков калибар. Некогаш тоа е младата невеста која што го чека да си дојде мажот од работа, ама завршил во кафана и се прибира утрото са бајлето. Со страв, она е веќе со филмот дека он е
може би со некоја друга, разбирате? Има различни сценарии, така? Зошто јас ова ви го објаснувам? Бидејќи сите тие можности да имагинираш или да замислуваш, да креираш визуелна слика, тоа е од Бог дадено и секој човек го има. Животните не, меѓутоа луѓето да. Животните не можат да зборуваат, луѓето можат да зборуваат, луѓето исто така можат да визуализираат, но животните не можат. Океј? Животните можат да зборуваат само по надприроден начин, како што слушнавме за магарицата. Кога некој страда од нечисти мисли, сценарија, морбидни, страшни, јас му препорачувам да чита Свето писмо, бидејќи колку повеќе се чита од Светото писмо, тоа станува живописно, како живи визии примате во вас, и со тие Божји сцени и имагинации се неутрализираат умоболните мисли и слики. И затоа многу луѓе кои што лежали во болница и почнаа да читаат Библија, зборам за психијатри, и почнуваат да читаат Свето писмо на регуларна основа, ги гледаат визуелно тие сцени како Исус исцелуваше едно друго, и таквото слово кое што е живо ги истиснува сите помрачени мисли и слики. Ако некој од вас се бори со депресија, песимизам, панични напади, хипохондрија и различни други состојби, кои што не можете да ги изнесете или да ги споделите, или се вртите во круг заради истите, потребно е само повеќе да читате Свето писмо. И тоа Свето писмо, живописните слики од Светото писмо, ќе ги истиснат сите овие други мисли кои што ги имате. Ќе преовлада во умот Светото писмо, а не вашите креирања и вашите умноболни мисли. Дали се разбираме? Ако ве мачи песимизам и постојано имате некој незадоволство и фрустрација, отворете го Светото писмо, таму ќе најдете починка во Господа. Таму ќе најдете одмор за вашата душа и ќе се наситите со вистинска храна. Господ е тој кој што дава имагинација, или во превод значи замислување. И таа состојба или таа способност кај луѓето може да се употребува за добро или за лошо. Пред да биде поплавата, пред да се случи големиот потоп, Господ ги виде тие покварени мисли кои што луѓето ги има на земјата, кои што беа замисли за лошо. И тој тоа го виде, разбирате? Господ може да види ти што поминуваш во својот ум, во своите чувства, во своите емоции, разбирате? Но ние исто така сме повикани пред се способноста да замислуваме, да ја користиме за добро. Затоа и Павле пишува во Ефесијаните дека ние ги рушиме тие сатански упоришта. Тие идеи кои што се разорни, кои што стануваат визуелни слики во вашата глава, било за вас, за вашата здравствена состојба, за вашето семејство, за вашите било која област од животот, вие ако се појави таква мисла, треба да ја срушите во името на Исус, а не таа да направи уште поголем долгометражен филм во кој што ќе влезете и ќе паднете. Океј? Ајде, кој ќе прочита 2 Тимотеј 3 глава од 1 стих? Кој е спремен да чита од Светото писмо? Друг може да чита од 2 Петрово 3 глава 3 стих. Ајде, двајца ми требаат. 2 Тимотеј 3 глава од 1 стих ќе читаш, во динамичен можеш да читаш, а друг треба да чита 2 Петрово 3 глава 3 стих. Дали има таков спремен? Океј, Елена. И трет ќе треба да ми чита Дела апостолови 2 глава 17 до 19 стих. Дали има таков спремен? Дела апостолови 2 глава, еве Николче 17 и 19 стих. Одиме со 2 Тимотеј 3 глава од 1 стих надолу. Погласно, да. Uno momento. За
послание во кое што го пишува апостолот. За кога се однесува? За последните? За последните времиња, за последните денови, така? Значи, запамтете го тој збор. Ај од почеток, бидејќи овдека не беа концентрирани, ќе ги спрашувам. Треба да знаеш дека во последните денови ќе настапат многу тешки времиња. Луѓето ќе станат себични, алчни за пари, самолюбиви и горделиви. Ќе навредуваат, ќе бидат непослушни спрема родителите, ќе бидат неблагодарни и без светост. Ќе немаат љубов ни желба да си простуваат. Ќе се клеветат еден со друг, ќе немаат само контрола, ќе бидат свирепи и ќе му се противат на се што е добро. Ќе станат предавници, безобзирни и вообразени. Наместо да го сакаат Бог, на прво место ќе сакаат да уживаат во своите страсти. Навидум ќе изгледаат побожни, но тие ќе одбиваат силата што може да ги направи навистина побожни. Држете се понастрана од таквите луѓе. Доволно е. Дали разбравте пораката за последните времиња? Дали го препознавате тоа во ова време? Индикативно е затоа што ни покажува точно во кое време живееме, ова се случува. Одиме со наредниот стих. 2 Петрово, 3 глава, 3 стих, Елена гласно. Прво треба да знаете дека во последните денови ќе дојдат луѓе што ќе се подбиваат на вистина. Момент. Значи во кое време? Во последните денови. Какви луѓе ќе дојдат? Ајде одново од почеток, во МНТ превод е? Да. Читай го на глас. Прво треба да знаете дека во последните денови ќе дојдат луѓе што ќе се подбиваат на вистината, ќе се раководат од своите грешни страсти. Момент. Ќе се подбиваат на вистината. Која е вистината? Исус рече, јас сум патот, вистината и живот. И никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Значи Исус е вистината. Во последните денови што ќе прават луѓето, ќе се подбиваат на вистината. Односно ќе се подбиваат на Исус. Дали се подбиваат на Исус денеска? Добро. И што, какви се тие луѓе, што друго прават? Ќе се раководат од своите грешни страсти. Момент, ќе се раководат според своите грешни страсти. Кои се тие грешни страсти? Неморал. Ќе прават се што е неморал, неетички, нечовечно. Потоа? И ќе велат, што се случи со ветувањето дека Христос ќе се врати? Нашите предци одамна изумреа, а во светот се си тече онака како што било уште од неговото создавање. Ете така ќе викат, што се случи со Христос дека ќе се врати. Се си тече како од времето. И ќе се подсмеваат на сета таа состојба. Значи има индикации за последното време и за последните денови како луѓето ќе се однесуваат. Точно дадено пророштво, така ли е? Ама да видиме едно трето пророштво. Сакам да станеш и гласно, ама збор по збор да читаш. Во последните денови, вели Бог, ќе излеам од мојот дух врз сите луѓе, па ќе пророкуваат синовите и ќерките ваши. Момчињата ќе имаат виденија. Момент! Што ќе имаат? А прво? Ајде, драке, уште назад. Почни од почеток. Во последните денови, Кои денови? Што стега? вели Бог, Што вели Бог? ќе излеам од мојот дух Ќе излее од чив дух, Господ? Од неговиот дух. Кој е тој дух? Тој е духот на вистината, дечки. Тој е светиот дух, кој што ќе не упатува во вистината во Исус. Потоа, врз сите луѓе, врз кои луѓе? Што? па ќе пророкуваат синовите и ќерките ваши. Значи, светиот дух, он ќе го излее врз сите луѓето. Што ќе се случи? Ќе пророкуваат кои? Синовите и ќерките ваши. Синовите и ќерките ваши ќе пророкуваат. После, Момчињата ќе имаат виденија, момчињата што ќе имаат? Видение или визии. После, а старците ќе сонуваат соништа. аха, а старците ќе сонуваат соништа. Тоа е сето пророчка служба. За соништата ќе зборуваме во наредните проповеди. Ајде. Во тие денови Во тие кои денови беа? Ете така. ќе излеам од мојот дух врз сите мои слуги, Океј. Ќе излее Господ од светиот дух, од неговиот дух врз кој? сите мои слуги Врз сите мои слуги.
Значи, сите мои слуги. А кои се негови слуги? Така е. Потоа? Врсите мои слуги и слугинки. И тие И ќе слугинки, пророкуваат. добро. И тие што ќе прават? И тие ќе пророкуваат. И тие ќе пророкуваат. Ќе правам чуда горе на небесата. Добро. И видливи докази долу на земјата. Да. Крв и оган и столбови од чад. Така е. Кој превод е ова? Мрт. МНТ. Одиме се на МКБ. На друг превод. Ова пророштво апостолот Петар го кажа, иначе е пророштво од Стариот Завет, од пророкот Јоел. Господ го кажа прво преку него. Ајде. Во последните денови, Во кој денови? Одиме. вели Господ, Што вели Господ? ќе излеам од својот дух на Ќе секој излее тело од својот дух врз секое тело. Добро? и вашите синови и вашите ќерки ќе пророкуваат. Значи, нашите синови и ќерки ќе пророкуваат. И вашите младинци ќе гледаат виденија, Виденија. а вашите старци ќе сонуваат соништа. Така е. Исто така, во тоа време и на своите слуги и на своите слугинки ќе излеам од мојот дух и ќе пророкуваат. Добро. Ќе направам чудеса горе на небото, а знаци долу на земјата. Крв и оган и пареја од дим. Амин, кој ќе каже? Одиме истиот стих, стандарден превод. Така се студира да сватите кој е што е збор по збор. Не е само прочитај. Ева да го измедитираш. 2006, без другите книги. Мора охридски телефон. И во тие дни, Во тие денови, ајде, врз слугите мои и слугинките мои, ќе излеам од мојот дух. И тие ќе пророкуваат. значи може ли човек да пророкува во последните денови ако го нема Божиот дух? Океј. И ќе покажам чудеса на небесата и знаци долу на земјата. Крв и оган и чад. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв. И тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господа. Што промаши еден стих? Што е овдека важно да запамтите? Покрај тоа што во последното време луѓето ќе отпаѓаат од верата, ќе мислат на себе, ќе бидат саможиви, ќе се подсмеват на се што е духовно и на Исус, сепак Господ е верен и тој го излева својот дух, како што прочитавме неколку пати. И што ќе се случува кога духот е излеан? Ќе има пророкувања, виденија, соништа ќе има. Врз мене тоа се случува, врз некој од вас тоа се случува, врз некој не, бидејќи сте преокупирани со себе. Станете преокупирани со Бога. Бог нека ви биде на прво место, ова е последното време. Дали ќе го фатите овој бран и ќе бидете дел од сето ова што ќе се случува, а и веќе се случува насекаде во светот, или не, зависи само од вашиот избор, вашата волја и вашата вера. Така да оваа информација подеднакво ја споделуваме со сите и така ќе биде и наредните средби со Бога напред. Но кој ќе откликне на тоа, ќе види и ќе има можности да расте и да се развива. Кој не, тоа е личен избор. Ако ти си пасивен, ако ти си како да те прегазил воз, везден, и ако така живееш и тебе тоа ти е нормално, наместо да чекориш храбро победнички преку верата во Христос, ако ти избираш од светлина да одиш во темнина, тоа е твој избор. И тука не ти е крив ни пасторот, ни Бог, ни Светиот Дух, ни сестрата до тебе, ни братот до тебе, ни фамилија, ни овој. Тоа е само твој избор. А повикот е сите ние да откликнеме на ова пророштво кое што веќе се исполнува во овие 2000 години кои што се доба на благодата. Доба каде што секој по милост на Бога може да се спаси со вера во Христос. Кое што доба завршува. Сограбнувањето завршува. И после и да се спасат ќе биде многу тешко. Дали разбирате? Во Прво Солуњани 5 глава вели вака, од 17 стих, молете постојано, благодарете за се, зашто тоа е Божја волја за вас во Христа Исуса. Не гаснете го духот, не презирајте ги пророштвата, испитувајте се. Задржувајте го доброто, воздржувајте се од секоја појава на зло, а самиот Бог на мирот да ве освети наполно и вашиот дух и душата и телото да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Амин.
Во 1 Коринтијани 14 глава, што кажува? Стремете се кон љубовта, ревнувајте за духовните нешта, а особено да можете да пророкувате. Значи да ревнувам за што? За духовни нешта. Ако ти не ревнуваш за да служиш на Господа, дали е со ракополагање за исцелување, дали е дарба на пророкување, дарба на чуда, ако ти си само посетител, прашај се дали тоа ќе ти донесе радост, дали ќе се осеќаш духовно реализирано, бидејќи ти у црквата не одиш на театар. Ако идеше само да гледаш вака, да си како на театар, тогаш тоа е промашен. Нешто не си осознал дека повикот ти е многу подлабок. Вие не сте тука на караоке шоу. Убаво е да го славиме Бога, но не само да дојдеме да слушнеме, си поминавме супер, се видовме со вие, си поделивме поклончиња, кафе. Готово, понеделникот почне, пасторот ме благослови. На тоа ли се сведува се? Разбира дека не. Запишете си 1 Коринтијани 14 глава да го прочитате целосно и нареден пат. Наредниот пат ќе биде решавачка проповед, односно ја имате сите можноста и вие кои што ќе гледате на видео подоцна и кои што гледате уживо, ако гледате во живо, и вие кои што сте сега присутни, ова е можноста. Минатата проповед, прва од 2023, оваа проповед ви дава една убава основа за да разликувате некои работи и веќе на наредната проповед кога ќе дојдете, сите од вас кои што се посветиле на овие две проповеди, на овие стихови кои што не ги кажав, а треба да ги откриете, на ова Коринтијани 14 глава, сите вие ќе имате можноста да продолжите понатаму, ако сте посветиле време, внимание на сето ова што досега кажано. Доколку не, треба да знаете дека ќе се формира група која што ќе биде конкретно за обука во оваа област и таа група ќе има одделен ден, одделно време, одделно внимание и поука. Јас би сакал цела црква да се вклучи во ова и секоја богослужба да биде обука во пророчкиот аспект, но тоа јас нема да го дефинирам, туку вашиот избор. Ако сите во еден дух и сите се потрудите заедно, тогаш ќе биде одлично. Ако не, тогаш ќе се формира една група друга и ќе имаме паралелна обука. Некој може не го влече пророкувањето, така да тие ќе си одат на регуларна проповед, а времето што ќе биде за оваа обука ќе оди во друг правец, односно башка време ќе имаме. Пророштвото е една од дарбите на Светиот Дух, кое што е дадено на црквата, способно, значи дадена од Светиот Дух, на одреден човек, на одреден верник, која му помага, значи да знае, да действува и да зборува во Божјо име според вдахнувањето од Светиот Дух. Амин. Во 1 Коринтијани 14 глава 31 стих вели: зашто сите можете да пророкувате еден по еден за да се поучуваат сите и за да се охрабруваат сите, и пророчките духови им се покоруваат на пророците, зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот, како што е во сите цркви на светите. Амин. Ова значи дека колку и да ви доаѓа напливот, не можеш сега во среде зборување да станеш и да кажеш: морам да кажам, Господ ме натера. Затоа пишува: пророчките духови се покоруваат на пророците. Амин. Значи пророштвото може да биде како служба на пророк и како дарба да пророкуваш или дух на пророкување, окей? Со тој дух на пророштво може да биде опфатено целото собрание, целата црква, и сите заедно можеме да пророкуваме, но тоа е различно од повикот да си во служба на пророкување. Бог може да излее дух на пророштво додека трае славењето на Господовото име. Амин. Од каде знаеме за тоа? Има некој проблем, ќе помине и проблемот. Од каде знаеме за сето ова? Ќе си запишете Авакум 3 глава. Може и да се прочита. Само накратко ќе ви објаснам. Станува збор за пророчко славење. Тоа е активност во рамките на харизматско движење, значи движење кое што се случува под водство на Светиот Дух во црквите, каде што се комбинира музика, танц, значи славење со играње, и други уметнички форми,
за да се представи, да се добие нов збор од Господа. Разбирате ли? И тоа во црквата го правиме со сликање, со различни други изрази, но и во самото славење се случува. Затоа има и нови песни кога доаѓа со некој нов текст. Така да зборот кој што е пророчки, во овој контекст значи да го слушнеш Бог со твоето срце и да го пренесеш низ изразот да се сподели со сите. И сега, да се пророкува во ваква форма на пророчко славење значи да се испее пророчкото, она што Господ го дава. Во текстот или низ еден одреден збор, како да речеме денеска шекина, кој што значи Божја слава. Дали разбирате? Така да, понекогаш музиката и стиховите за време на пророчкото славење се вика песна Господова. Зошто? Заради тоа што сите кои што се во славењето се инспирирани да го изнесат Божјото Слово, како што тоа го правеле пророците кои што се и во Стариот Завет, кои што читавме на сам почеток, со весел благославие и паѓаа ничком пред Бога, збором за пророкот, кој што го читав погоре. Во пророчко славење се става акцент на спонтаност. Ова сакам да го знаете, за да не ви е конфузно со други цркви. Односно, кога има пророчко славење, како што има во оваа црква по милост на Бога, нема никакви програми за следење, нема текстови на екран, нема проба пред да почне славењето, и зборовите на песните доаѓаат едноставно, директно од пејачот, кој што е воден од Светиот Дух и го упатува што да пее, а музичарите го следат и свират заедно, се пратат. И се пее она што Духот сака да се пее. Пророчките богослужби или славења вклучуваат и други елементи, како што се зборување на јазици во тек на славењето, исцелување во тек на славењето, толкување во тек на славењето. И во тој контекст се спомнува дека се излева духот на Илија, или обожавањето, како што Јосафат имаше обожување, или помазување, или соукинг, кое што значи во превод наквасување од Светиот Дух. По принцип, ова не е нешто што кај нас сме се припремале да го имаме, туку Господ од сам почеток го дал, но за ова јас истражував, во светот ги има вакви цркви и они промовираат пророчко славење со песна Господова, користејќи неколку пасоси од Стар Завет, за да го поддржат она што го прават. Например, го спомнуваат Авакум или Хабакук, кој што вклучува песна на крајот од своето пророштво. На крајот од пророштвото завршува со песна и прави тоа врска помеѓу музиката, односно славењето, и помеѓу пророкот. И затоа сакав да ви го прочитам Авакум. Исто така и Давид беше и пророк и музичар, односно и славител. Така да тој и танцуваше пред Господа, ама имаше една личност која што му се подсмеваше за тоа, бидејќи беше соблечен и го славеше Господ. Така е Михала. Така е, тоа го пише 2 Самуилова 6 глава 16 стих. Ова е тоа кое што сакав горе-долу да ви го споделам, меѓутоа, вие треба да го исчистите вашиот ум од замисли и од имагинации кои што се вметнати од ѓаволот и од светот и од вашата телесна природа, за да направите малку повеќе простор во вас за Господ да даде ново слово, нова визија, нова слика, нов сон, кој што Господ сака да ви ги даде во овој повик. И затоа треба да се исчистите од она кое што не е Господово. При тоа, сега ќе ве водам во молитва, кој сака ќе ја кажува, за да се активирате во овој аспект, ако сакате. Добро, меѓутоа, ова ви го објаснувам зошто, заради тоа што сепак одговорноста, што ќе гледаме, што ќе прецепираме и со физичките очи, е наша, бидејќи тоа сепак влие на нашата духовна состојба. И од таму после, да речеме, гледаш хорор филм, легнуваш и твојот сон веќе е нарушен со одредени кошмари, зверови и различни други состојби. Фактички ти отвараш врата да може непријателот да ти посејува
нечисто семе, разбирате? Тоа треба да се исфрли, да се очисти од вас. Меѓутоа, сепак би сакал јас да ви го прочитам Авакум. Зошто? Затоа што сега кога ќе кажуваме молитвата, мислам дека ќе ви биде и појасно како тоа се искусува. Океј? Ако нема, океј? Океј, читамо 3 глава. Ова се треба да го примите. Значи, затворете ги очите за да го примите. Дишете длабоко. Господи, не можете, слушайте. Господи, ја чув Твојата вест и сум уплашен. Господи, оживи го делото свое среде годините. Среде годините објави го. Во гневот спомни си за милост. Бог доаѓа од темна и светецот од планината Фаран. Неговото величество ги покрива небесата и земјата е полна со фала кон него. Болскотот му е како светлина, зраци светкаат од неговите раце, таму е скривалиштето на неговата сила. Помор оди пред него, треската го следи по стапките. Тој застана и земјата се тресе. Тој погледа и ги стресе народите. Тогаш се растурија дамнешните планини, вечните ридови пропаднаа, одењата на вечноста се негови. Ги видов кушанските шатори во тага, шаторските зависи на мидиската земја трепереа. Пламна ли Господ против реките? Беше ли гневот Твој против реките? Или Твојата јарост против морето? Ти јаваш на свој коњи, Твоите коли на спасението. Го откриваш својот лак според клетвите направени на племињата преку Твоето слово. Со порој ја разсечуваш земјата. Планините те видоа и затреперија. Воден порој премина бездната, го даде својот глас и подигна високо своите раце. Сонцето и месечината застанаа во своите живеалишта пред светлоста на Твоите стрели, пред сјајот на Твоето блескаво копје. Разјарено чекориш по земјата, разсрдено ги газиш народите. Си излегол за спасението на Твојот народ, за спасението на Твојот помазаник. Ја разбиваш главата на нечестивата куќа и ги откриваш основите до вратот. Со неговите собствени крилја ти ја пронижа главата на неговите војни, кои се пуштија како виор да ме разбијат. Нивната радост беше потено да го изадат бедниот. Газиш во морето со Твоите коњи, преку пенењето на многу води. Чуф! Мојата утроба се затресе. Ми треперат устните при тој звук, гнилеш навлегува во моите коски и на своето место се растреперив, зашто јас ќе го чекам спокојно скрпниот ден за народот кој ќе се подигне да ме нападне. Макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лосјата, макар и трудот на маслинката да не успее, и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Господ е моја сила. Тој ги направи нозете мои како на срните и ќе ме направи да одам по височините мои. За пејачкиот предводник на моите жичени инструменти. Амин. Слава на Бога. Ете, тоа е едно изразување на пророчко слово кое што е со гледање, со слушање и завршува со славење, со песна.
Тоа е нешто кое што е важно, може да си го прочитате и во друг превод истото, за да ви даде една основа, но не заборавете, тоа е старозаветно пророкување. Понатаму ќе зборуваме и за новозаветно. Така да има разлика. Дали сте веќе спремни за да одиме со молитва? Да ве подготвам уште малку. Значи вака, нашите духовни очи треба да се отворат, но треба да ги посветиме на Бога. На тој начин да станат оружје на Божјата праведност, односно оружје за Божја употреба. Океј? Кога се посветуваме во целост, кога се посветуваме на Бога, знаеме дека нема ништо лошо да се случи и знаеме, имаме увереност дека изворот на тие виденија или визии доаѓаат од Бога, а не од нечист дух. И затоа треба да ги посветиме духовните очи да се во Бога, да се употребени од Бога. Доколку не се направи такво посветување, тогаш може да се очекува проблем. Сега Светиот Дух е тој кој што ги дава виденијата, и тој ги даде виденијата и на апостолот Павле и на Јован, кој што беше на 80 години во Патмос и го прими откровението, Господ му го даде. Во 4 глава може да отворите, особено првите неколку стиха, кој може да брзо да ги прочита. Ќе видите како тој гледа, и тоа гледање фактички кај Јован му овозможува да потоа го пренесе посланието од Бога. Видете, овие проповеди не се како порано. Ако не сте навикнати на Светото Писмо, ова ќе ви биде тврда храна. И ова ќе ви биде многу интересно, ама нема да може да издржите. Но ако се храните од Светото Писмо и ако духовно растете, вие се навикнати и ушите и срцето на Словото, тогаш сето ова само ќе ве подига духовно. Дали сваќате? Ајде, спремен ли си? Читай. Потоа видов и ете, врата отворена во небото. Момент. И потоа видов, вели. Видели? Со кој очи виде Јован? И што виде? Врата отворена на небото, така? За овие визии врата отворена на небото ќе зборуваме наредниот пат. Потоа? И поранешниот глас, што го чув да зборува, како труба, со мене, рече, дојди ваму горе и ќе ти покажем што има да се случи после ова. Кога се отвора врата од небесата, повикане гледачот, односно пророкот или кој што е во таа служба, да види Божји изрази на сето на кое што е во присуството на Бога. Престолот на Бога и различни други појави, ангелите. Продолжи. Веднаш се најдов во духот и ете, на небото стоеше престол, а на престолот седеше еден. Оној кој седеше изгледаше како камен јаспис и сард. Добро, доволно е. Ова е само една основа, еден поттик да видите како Јован гледаше. Така да веќе црквата влегува во зрелост, во позрели работи кои што треба да ги практикува. Секој од вас е охрабрен и секој од вас е поттикнат, живееме во време во кое што живееме, но важно е да имате верба во Бога, да копнеете, затоа и ве стимулирам, да зажеднеете, да имате глад, но и копнеш, да искусите виденија, да добиете многу подлабоки информации од Господа и да ви го даде Светиот Дух она што досега не било објавено и дадено. Но тоа не може да ве примора некој, но како пастор, како душегрижник, како можност да биде изградена црквата во ова, Господ го дава и ве поучуваме, а вие како ќе откликнете, тоа си е ваше. Сепак ќе кажам, вие кои што не сте крстени со Светиот Дух, ве молам запишете се кај Јана, за да може да направиме поттик, да ви испратиме видеолинк од таква служба, да разберете кој е Светиот Дух, што се случува, какво е тоа крштевање со Светиот Дух, да имате една добра обука, за да во меѓувреме до другата седмица бидете спремни да дојдете и да продолжиме понатаму или пак да се помолиме во моментот. Се разбира, ако осетам дека ова информација е асимилирана и имам таква потврда во духот, ова ќе се одвива многу побрзо, ќе го имаме следната седмица
чекор понапред ќе одиме. Но ако е потребно време, тогаш ќе одложиме за 2 или 3 седмици. Така да црквата е жив организам и овдека не се функционира со шеми и со оние разработени сценарија вака така, туку како што читавме и слушнавме, е спонтано и пред се духот да води. Но духот не може да е насилник и да ве натера, читај, учи, спремај се, туку треба да дојде како отклик на радост и љубов. Зборував бавно и разработувавме, джвакавме еден по еден залак да се асимилира од страна на секој, без разлика од нивото на отвореност и на разбирање. И јас за тоа му благодарам пред се на Бога и му оддавам слава на Господ, бидејќи тој е тој чие што милост и волја е да се ова зборува и да се разоткриваат нешта кои што се за многу луѓе недостапни или не толку отворени за разбирање. Слава на Бога. Океј, сега може да се отвориме, да бидеме спонтани и јас ќе ве водам во молитва, а вие ќе повторувате таа молитва. Океј? Земи воздух длабоко. Секој збор кој што ќе го слушате, искусувајте го дека се однесува од вашето лично срце, вашата свесност кон Бога, а не само да повторите колку форма. Татко мој небесен, во името на Исуса Христа, ти благодарам за милот. Ти благодарам што отвараш патеки пред мене, што ги исправуваш патеките по кои што ме викаш да одам. Фала ти, Господе, што ги тргаш со мрежите од моето срце и темнината од мојот ум. Фала ти што го тргаш сето она кое што ме помрачуваше, кое што ме водеше во заблуда. Фала ти, Господи, за Твојата благодат, што и денес ја вкусив и што и денес се радувам, бидејќи ме наситуваш со силна духовна храна, за духовно да зајакам, да итам напред, Господи, како орел кој што ги отвара крилјата во височините, над бурите. Ако, Господе, ме креваш и мене, јас ги отварам крилјата мои, ти си моја надеж и ти ми обновуваш силата и снагата како на орлите и трчам и не се уморувам и итам напред, Господе, и ете помлад сум и посвеж сум и нема ништо да ме одвои од Твојата љубов. Господи, Татко мој небесен, во името на Исус те молам, отвори ја духовната димензија за мене. Отвори ми ги сите духовни сетила. Спремен сум, Господе, го посакувам тоа жарко, жедням за тоа. Да, сакам, Господе, и велам, еве ме, готов сум, одлучив, спремен сум, сакам да врвам по овој пат надприроден. Во овој миг ти посакувам, добре дојден си, свети душе. Јас сакам да растам, да учам, да разликувам. Отвори ми ги ушите, да слушам, духовните уши. Отвори ми ги очите да гледам, свети душе. Духовните очи, очите на моето срце, очите на мојот ум. Виж, така, виж. Биди повеќе свесен за Божјото присуство. Така е. Сега крени ги двете раце, стави ги на очите. Седи душе, изчисти ми ги, исцели ми ги овие очи од се што гледаат до сега. Господе,
изчисти ми ги, изцели ми ги моите физички очи, но и моите духовни очи. Сега и аз ги посетувам на Тебе, Свети Душе, моите умствени слики, имагинацията, моите духовни очи, отдели ги за служба на Бога, освети ги. Свети Душе, ги посветувам моите духовни очи на Тебе и повеќе не му давам место на ниту еден друг дух да оперира низ нив. Само Ти, Свети Душе. Допрети ги ушите. Свети Душе, изчисти ми ги, изцели ми ги ушите од се што досега слушна, од секој збор кој што беше разорен и болеше во мене. Изцели ми ги, изчисти ми ги ушите од сите лаги и заблуди. И моите физички уши, и моите духовни уши. Изчисти ми ги, изцели ми ги, да го слушам Твојот глас, Свети Душе. Јас, свесен, со чиста совест, сега ги посветувам на Тебе, Свети Душе. Моите физички и духовни уши, моята способност да слушам, Ти ги посветувам, Господи, и Те молам, освети ги, отдели ги за служба Твоја. И повеќе не му давам место на ниту еден друг дух да действува низ овие уши. Само Ти, Свети Душе. И свесен за Божието присуство, пиши Павлко, издиши, стави ги рацете врз Твоето уста, но не ја затвори. Остави така. Свети Душе, изчисти ми ја, изцели ми ја устата и јазикот, од се што досега беше кажано низ неа, а што не беше по Божја волја. Го одрекувам и повлекувам секој збор, што не беше за поука, за изградба и за утеха. Се што не беше вистина, го одрекувам и го повлекувам и се кајам за тоа. Свети Душе, и јас Ти ги посветувам на Тебе, мојата уста и мојот јазик, моите зборови и се што треба да се изрази вербално. Свети Душе, Ти ги посветувам, а Ти освети ги за служба Твоја. Сега, Господи, јас го правам овој избор и повеќе не му давам на ниту еден друг дух да оперира низ мојата уста. Само Ти, Свети Душе. Ти благодарам, Свети Душе. Крени ги рацете нагоре и кажи: Свети Душе, и го посветувам целото мое тело да биде во служба за Тебе. Бидејќи по Божја волја е моето тело да е храм Твој. Сега Ти го посветувам и на Тебе се обраќам, како никогаш досега. Свети Душе, разговори ме. Свети Душе, разговори ме. И благодарам што ова моje тело го направи Твој сад и сите мои органи кои што ми правеа проблеми телесни, здравствени, ги посветувам да се орудија, оружје на Твојата праведност. Ти благодарам, Господи.
Твоето славно и мощно име носи сладкост во мојата душа, во моето срце и тело. Фала Ти, Господи Исусе Христе, што ми даваш да Те видам како цар на царевите и господар на господарите, блеснат во сета слава и чест, како доаѓаш со силна слава Божја, во блесок и трепет, и од устата излегува меч, кој што рассекува, и целиот пламнат во слава, Твојата коса побела од светлината, Твоите нозе жарени како бронза. О, Господи, и благодарам што ми даваш да Те видам во сета слава и сакам да Те гледам и Твоето лице, Господе, да го видам. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ова е Твојата воља за мене, повикот кој што копнеав да го чујам, за кој што ми припремаше досега, да бидам во пророчка црква, во пророчко помазание. Господи, еве ме, и Ти благодарам што излеваш масло врз мене, што ме помазуваш со ново помазание, пророчко помазание. Помазај ме, Господе, целиот, Господе, целиот, Господе. Јас Ти се предавам, Господе. Ти се покорувам, Господе, и во овој час извикувам кон мојот Создател. Аба, Татко мој, и благодарам во името на Исуса Христа за љубовта Твоја, што ја излеа врз мене. Аба, Ти одевам слава и чест во името на Исуса Христа, Твојот Син, а мојот Господ и Спасител. Слава Ти, Татко, во името на Исуса Христа. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот.